Вие следите поинакви вести на Слободен печат. Договорот за кредит што Македонија ќе го земе од Велика Британија денеска ќе биде потпишан во Лондон. Овој договор за заем некои го нарекуваат и договор за стратешко пријателство. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски од вчера е во работна посета во Обединетото кралство, а денеска во Лондон ќе го потпише најавениот договор за стратешко партнерство меѓу двете држави. Се работи за 5 милиарди фунти кои се ставаат на располагање на Македонија, нешто што беше потврдено од инструментот за поддршка на надворешното финансирање. Можам со задоволство да кажам дека овие 5 милиарди фунти или 6 милиарди евра по овој состанок и дефинитивно се ставени на располагање на Македонија. Може да се користат за проектно финансирање, врзани се со проекти, што значи дека ќе носат дадена вредност за Македонија, изјави Николовски. Тој рече дека станува збор за проекти во транспортот, здравството, образованието, енергетиката, технологијата, како и во областа на животната средина. Разговаравме за 3 сета на проекти. Едниот е брзата пруга на коридорот 10 од Табановце до Гевгелија, вториот е изградбата на болниците во Кичево, Тетово и во Штип, а третиот е изградба на медицински факултет и студентски дом во Штип. Ова се 3 сета проекти што се веќе потврдени. По потпишувањето на договорот влада со влада утре и ратификација во Македонското собрание ќе почнеме и официјални разговори во однос на начините на финансирање и начините на реализација на овие проекти и многу брзо ќе можеме да излеземе со тие детали, рече Николовски. УКИМ слави 76 години од своето постоење. Роденденот на најстариот универзитет во Македонија е дочекан на 2000 и некоја позиција на Шангајската листа. Најстарата и најголема високообразовна институција во земјава, Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје годинава одбележува 76 години од своето основање. По тој повод универзитетот организира 3-дневна програма на настани кои ќе се одржа денеска на 23 и 30 мај како дел од чествувањето на јубилеот и патрониот празник Денот на Светите Кирил и Методи. УКИМ останува символ на академска извонредност, научен развој и општествена одговорност. Веќе 76 години сме двигатели на знаењето, критичката мисла и прогресот во нашето општество. Денес, УКИМ е дом на илјадници студенти, наставници и истражувачи кои го градат патот кон иднината, велат од УКИМ. Прославата на 76 годишнината на УКИМ, како што се наведува, е потсетник за улогата што универзитетот ја има како темел на академски развој во земјата и најдоброто место за отпочнување и градење на успешна професионална иднина. Апарати има, ама нема кој да работи со нив. Во здравствените установи низ земјава скапи медицински машини се оставени во магацините. И тоа не е се. Во болниците нема ни чаршафи, бидејќи штрajкуваат вработените во пералната. Вработените во пералната на клиничкиот центар Мајка Тереза, кои велат дека не зеле плата од декември во знак на револт, прекинаа со работа. Од декември немаме земено плата. Чекаме секој ден. Денеска протестираме и не примаме чаршафи, само зелени, зашто тоа треба за операции и не можеме така да оставиме, велат вработени од пералната за телевизијата Канал 5. Од јануари 2024 година со пералната управува приватна фирма Скопстер. Оттаму објаснуваат дека објектот е дел од јавно-приватно партнерство за интегрирано менаџирање со иновативни решенија за хируршки зафати и здравствена заштита од болнички инфекции. Од компанијата велат дека е точно, оти се доцни со платите и дека ги разбираат вработените, но и дека причината за проблемот е тоа што служба за општи заеднички работи не им го плаќа надоместокот кој им го должи според договорот. Од службата за општи заеднички работи на клиничкиот центар пак велат дека и исплатиле на фирмата повисока сума пари во декември и дека со тоа биле задоволени потребите за исплата на платите и здравственото осигурување на вработените во пералната. Заменик министерот за здравство Јовица Андовски вели дека веднаш ќе се разгледа и ќе се реши овој проблем. Израелците не се сигурни, ама предпоставуваат дека го убиле лидерот на Хамас. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху вчера изјави дека израелската армија веројатно го убила лидерот на Хамас Мохамед Синвар.
Елиминиравме десетици илјади терористи, ги елиминиравме водичите на убиците Деив, Ханија, Јахја Синвар и веројатно Мохамед Синвар, рече Нетањаху на пресконференција. Мохамед Синвар беше цел на израелските воздушни напади минатата недела кога војската нападна болница во јужниот дел на појасот Газа. Според Палестинското министерство за здравство, во тој напад загинале 28 палестинци, додека повеќе од 50 биле ранети. Нетањаху повтори дека израелската воена операција во Газа нема да запре. Нашите сили окупираат се повеќе територија во Газа, рече тој. Денеска на YouTube каналот на Слободен печат ќе имате можност да гледате богата програма. Во 19 часот емисијата Пресврт во која што гостува Нано Ружин, поранешен амбасадор на Македонија во НАТО. Потоа во 20 часот имате ново издание на подкастот Митови и факти, каде што гостин ќе биде Сашо Кузмановски и на крајот анкета која што исто така ќе зборува за една интересна тема. Нашата колешка Јована ги праша туристите низ градов зошто и како и што им се допаѓа во Македонија. Ние како држава со таква економија, ние Албанија, Црна Гора, па тешко да можеме да издвоиме 5% во однос на ова прашање. Можеби нашата дипломатија ќе треба малку да се потруди да каже ние не сме во состојба, бидејќи немаме ни капацитет, ниту економски, ниту финансиски, ниту технолошки. Може би да се поделат работите и да се види што и каде ние би можеле да учествуваме. Ја, например, толку гледам преку анализата на некои геополитички прашања. Например, за нас голем придонес е доколку го изградиме коридорот 8. Би бил голем придонес за НАТО, бидејќи три држави, Бугарија, Македонија и Албанија би се поврзале со тој коридор. Меѓутоа, и мислам дека тоа би бил нешто од нашите адути. Меѓутоа гледаме дека проблемот со Бугарија е многу сериозен. Мислам, ние веќе не сакаме да разговараме за таа тема, а одиме на коридорот 10, кој што го сочинуваат горе Орбан, Вучич, Мицковски и Грција. Значи, како ќе биде релацијата и на кој начин тоа ќе биде прифатливо, уште не знаеме. Мислите дека во инвестиции во тој дел може би до некаде би стигнале од прилика до тоа некоја замислен процент на НАТО? Па мислам дека би можело нешто, мора да имаме нека аргумент. Меѓутоа проблемот е што овој аргумент го немаме. Затоа што со Бугарија никако да се подобрат односите, се чека нашата позиција. Во овие последни 20-30 години трилерот како жанр доживува вистинска експанзија. Ти да пополниш 30% од пазарот на публицистика, самото себе покажува. Не знам, еве за Фице конкретно, ако правиме муабет, човекот има од она што го видов јас меѓу 10 и 20 милиони продадени примероци. We are from India. Yeah. How did you like Macedonia? Liking Very it interesting. so far, very interesting. Very interesting. I mean, has immense history. Yeah. So then, but I mean, we may not be able to remember all of it, but then it's got such a long and checkered history. Yes. So we're just trying to digest that. Interest in we are world history, travelers. architecture, new places. No, other than that, we traveled many countries. So this time we chose Eastern Europe, and so Macedonia was part of. I'm from Sarajevo, so it's all kind of like for me interesting to see from perspective of similar languages, but not totally identical. From that angle, it's interesting. I don't know, culture, history, fortress, food, of course, art, music, all best, yeah. Iz Srbije, iz Renjanina. Како вам се свиѓа Македонија? Predivno, prelepo je. German, wir kommen von Alemania. Very nice, very nice. Very modern, but I think it is nice. Yeah.
in Prague. You know Prague? Prague, Czechoslovakia. There is a bridge. It's a Karls Bridge. It's also, you have many big crows over the bridge, and this is nice. What's your favorite Macedonian dish that you have tried until now? Difficult. We don't know. I think yesterday we had a wonderful plate for, what do you call it, messe? Wonderful. With all different kinds. It's beautiful. Did you like the food? Did you try something special? Not any food yet, only just arrived today, but it looks fantastic. Yeah.